Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш до сите вас. Ова е вториот дел од утринското издание на К3 телевизија, а јас сум вашата водителка Ели Деспотовска. Вториот дел најчесто ни е предодреден за гостите, од кои што можеме да научиме од се по нешто. Таков е случајот и денеска во нашето студио. Гостин ни е доктор по специјалист, лекар по очна медицина, доктор Маријан Томовски. Добро утро. Добро утро. Среќен ден за вас и за вашите гледачи. Благодариме. Прекрасно се чувствувам. Убаво е времето, надвор, пролетно. Сонце. Сонце, убаво пролетно дано. Пролета си има и своји негативности, како што се алергиите. Една од работите која што навистина ни одзема многу од нашето квалитетно работно време, па може би од она што се нарекува квалитетот на работењето, се алергиите, кои некако ни го отежнуваат и самиот живот, самото функционирање и нашите обврски, да не можеме да ги обавуваме квалитетно. Некако, некаде и некако пред некое време имам прочитано дека времето кое што ни доаѓа, посебно наредните десетина години, велат посебно истражувачите дека ера ќе бидне на алергиите. Значи се почесто и се многу во понекои понови и поатрактивни форми ќе ни се појавуваат алергиите. Што одреден тип на луѓе некако многу едноставно и многу ноншалантно ги прифаќаат овие податоци. Алергиите се навистина нешто што може да се случи, да кажеме во истиот одреден момент, без разлика дали некогаш сме имале проблем од било кој тип на алергија. Таков е проблемот и со очите. Сега постои еден проблем кој ние како лаици, да кажеме, навистина не можеме да видиме разликата. Кога е во прашање алергија на очите и кога е инфекција. Па вака се, алергиите, под алергии не сум баш сигурен дека и гледачите и ние како лаици, како потенцијални пациенти, да кажем, се ставаат во ист кош под исти збор као алергија. Тоа е преширока тема за која што на жалост и самите доктори не ја разбираат. Значи не што спомнат вие као лаици, не само широките маси, туку и да не користиме бројки проценти, меѓутоа 99% од лекарите на планетава не ја имаат идејата што е тоа алергија и што да се прави. Така. Алергиите како сега да го тоа доловиме на гледачите. Што поедноставно? Наједноставна некоја паралела би била, значи ајде да споредиме човечкиот организам како една држава. Добре. Секоја држава мора да има се што треба да има во смисол на логистика, во смисол на правосудство, во смисол на полиција, во смисол на војска. Ред. Значи, војската служи да не брани од нешто. Добре. Од една страна, војската си има своји касарни, си има своји начини како да се обучува во зависност од непријателот. Добре. Секојдневно ние сме во контакт со милион вируси, бактерии, милион антигени, тоест нешто што предизвикуваат алергија. И таа војска во нашето тело треба да знае и треба да е обучена во зависност од разни непријатели. Како значи да не може да се пушти пешадија на тенкови. Добро. Односно може, меѓутоа резултатот е поразителен. Значи од една страна имаме обука на нашата војска, која што се случува во нашата Слезенка и на други места, меѓутоа ајде да кажеме централна, која се обучува со каков тип на непријател, како да реагира? Во војната терминологија и се почесто слушаме зборче friendly fire. Friendly fire значи некоја смешна кованица, пријателско убивање. Значи убивање од незнаење. Односно од непрепознавање. Значи кога сме во ноќ, кога две војски се во некоја шума, процентите до 40% на жртви кои што се имаат
сами со себе. Зашто? Затоа што едноставно не се препознаваат кои се наши, кои не се наши. Значи алергија у кратка црта е да нашата војска не препознава што е доброто, што е лошото. И антителата, тоест нашите војници, едноставно пукаат без врска. На нешто што се вика полен, на нешто што се вика сончеви зраци, и може да чуете чак што више и од доктори, алергија на сонце, што е не не е ни природно. смешно, накрај трагично иде. Значи, и самиот збор алергија на полен, значи дека на некој начин природата е грешна, дај некако сега ние против тоа да идеме. Значи, Вселената погрешила со поленот, со пчелите, со сонцето. Сега, тука многу вешто доаѓа фармацевската индустрија, која што вика, во нашата лабораторија имаме направено супер креми за 100-200 илјада евра, вакви вакцини, вакви инекции, со што ќе го решиме проблемот. Впечатокот кој што се прави кај луѓето за некоја огромна моќ на технологијата, на лабораториите, на вакцините, на техниката, во смисол се поише слушаме зборови чипови, микрочипови, не знам какви тај работи. Некако во реалност се жалосни резултатите. Алергиите, како и многу други болести, земаат замав и процентуално е неспоредливо споредбено со, например, пред 10 години. Така. Да ги ставиме во група на аутоимуни дисордер, значи заболувања, аутоимуно, значи сам мојот имун систем против мене. Така. Во некои земји кај што се прават статистики, ајде да кажеме во Соединените Американски држави, званичната бројка е 23 милиони. Ја не знам колку е нивната популација моментално, меѓутоа 23 милиони Е страшно. со тенденција 2030 година да бидат 35. Ако иде со ова темпо, како што иде. Разлогот зашто? Нажалост не го знаеме. Односно, не сакаме да го најдеме. Разлогот лега во многуте работи што се сменија во исхрана, многуте работи и во вода, и во храна, и во Да. начин на живот, и не е прост одговорот како што е тенденцијата да се прикажат работите. Тоа е криво, ние ќе направиме лек, добро, меѓутоа не функционира тој approach. Значи, тој пристап на работите драматично не функционира, освен за фармацевската индустрија, која што е пресечна со овој развој на работите. Наједноставно збор, че профит. Да. Каде што идејата за лекување ја нема. Значи, не ја има малку, него воопшто ја нема. Сега, зборувавме за алергиите. Значи, централна работа е што нашата војска не ја препознава својата војска. Во прв така почнуваат работите. За да потоа не ги препознава нашите делови од нашите органи. Па тоа се манифестира на зглобови како реуматоидни артрити, на очи, на сите делови, Така. на сите органски системи. Значи, нешто се дешава во меѓувреме да тој систем на препознавање, дали ќе биде тоа униформа помаранџаста, дали ќе биде зелена, добро, во одредени услови тоа не е доволно. Значи, нашите ќели, нашите клетки на својата површина си имаат рецептори, сензори, и нашата војска, за да може да го препознае тоа дека е наши, да не реагира. Така да алергија е пребурна, прејака реакција на некои нормални работи. Значи, пребурно реагираме на полен, пребурно реагираме на сончеви зраци.
како што не би требало. Но во истото тој контекст, извинувам што ќе ве прекинам, а не реагираат сите организми исто? Не реагираат сите организми исто. Постојат одредени еволуциони техники за да се детектира тип на алергија, во смисол на што е алергичен одреден човек. Добро. И ќе се најде, например, сега има посовремени тестови и во Куманово што ги има рида тест. Со семпл од крв може да се одредат 180 алергени. И сето тоа е добро до тука, меѓутоа што натаму? Да. Еве сега ќе се знае дека некој одреден човек е алергичен на полен. Добро. Стандардните начини на лекување подразбираат користење на лекови кои што ја намалуваат нашата одбранбена моќ. Значи не иде тоа специфично на полен, него иде целокупно имуниот систем да се спушта долу. Во крајна линија се користат и кортикостероиди, кои што кортикостероиди значи се неселективни атенуатори на нашиот имун систем. Што во крајна линија во големата слика не е добро. Тоа е далеко добро. Во смисол да има негде конфликт, не да се решава конфликт, него воопшто војската да не реагира. Нигде во државата. Прашањето е како да се направи реинсталацијата на нашиот одбранбен систем и на нашиот организам во целост, да се тие некои одредени регистри фајлови кои што се имаат да се активираат, да се бранат веројатно, да се едноставно тргнат и да си се врати на старата реинсталација каде што некогаш функционирало. Се поеќе и поеќе, како што рековте, немало проблем, сега има проблем. Да. Буквално на све. На се е можно, значи и на помади, и на шампони, и на буквално и на лекови. На работи, како што рековте, и на сонцето, и на работи кои не може да ги избегнеме, и на водата, и на оние основни елементарни работи кои што ни се потребни во секојдневниот живот. Сето тоа, сега да кажеме, алергиите во цело, во суштина не се life threatening, значи не се животно загрозувачки. Меѓутоа, quality of life, значи квалитет на животот е многу намален. Да. Значи нефункционално со еден збор. И сега, нели се вели постојано, медицината не го вели тоа, многу е подобро нели да се превенира. Како превентивно да се бориме против? Значи тоа е старо клише. Воред тоа. Но држи до ден денес и тоа е всушност. Принцип, принцип. Меѓутоа, што се однесува до алергии, прашањето како да се превенира, многу добра работа е да се поставуваат прашања, да. Нешто што современата медицина не го прави. Современата медицина во последниве 20 години едноставно слепо следи наредби и инструкции од така наречени авторитети, експерти и не знам што. И проблемот е што не поставува прашања и покрај тоа што секојдневно гледа дека бројот на пациенти расте и дека нема ефект. Сепак прашањата не се поставуваат. Прашањата треба да се поставуваат, да. Како да го превенираме? Значи нема дали да идеме во правец поленот да го нема или да идеме во правец како да направиме реинсталација на организмите, да се вратат во својата нормална ситуација. Што би било многу поприродно и понормално. Што би било поприродно и едноставно индиректно си го добиваме лекувањето без да лечиме. Но тука отвараме некои теми кои што ние не сме баш моќни да ги решаваме, значи во смисол на сите тие средства што се користат во исхрана и на некој начин пак поврзано со профит, тоа е еднакво на табу тема, тоа е еднакво на молк. Прашањето во смисол на approach, во смисол на методологија некоја како се пристапува кон проблемите.
многу отворени теми има и во офталмологија и во сите области на медицината. Не дека не се инвестираат огромни материјални средства за тоа, меѓутоа пристапот е како да најдеме ние некое магично таблетче или сирупче и да одиме, пошто немаме работа, се брзаме. Значи, сакам да кажам дека самите пациенти се многу побитни од лекарите. Самите пациенти во смисол на нивниот начин на живот, во смисол на нивната нездравствена култура. Едноставно, пристап кон животот ни прави огромни проблеми кои што се поголеми и поголеми. Така да, јас се омнам во некоја опција, како што се оди на таа карта, ќе најдеме лек за карцином, ќе најдеме лек за алергија. Последниве 50 години не функционира. Ако не функционирало за 50 години, многу мала веројатност е дека во наредниве 10 ќе се направи нешто. Дека ќе профункционира во наредните 50. Сега, проблемот е покомплексен, значи како организмот, како и што рековме државата, значи не се делови посебни, него си е се поврзано, кое што мора да е компатибилно и да е синхронизирано. Да. Начинот на лекување на алергии со креми, начинот на лекување на алергии со капки за очи, е само начин на третирање на последиците. Нема третман на узрокот. На узрокот не се, да. Нема. И всушност Значи, имам алергија од сонце, добро, еве ти крема, добро, ќе ставиме крема, после 2 сати што правиме? Или некој тип на антиалергент таблетка, која што се спречува во одредено време, 5-10 минути. Јас имам алергија на нешто одредено и само антиалергент ми имаат препишано, јас тоа треба да го користам секогаш да биде во мене, доколку ми се случи алергија. Тоа е. Значи лек нема, преведете, тоа е тоа. Значи баш тоа ве прашувам, кој е лекот, ќе си носиш антиалергент кај тебе и кој ќе ти се случи, ќе испиши, тоа е се. Од друга страна имаме огромен број на луѓе и од нашиот град кои што го имаат најдено решението сами во себе, па потоа натаму. Значи со сменување на начин на исхрана, со сменување на начин на живот. Ние во нашата субкултура едноставно немаме пренос на некоја информација, немаме традиција. На нас не изгледаат смешно луѓето во Кина по паркови што пафтаат со раце. Пошто ние у принцип немаме време. Сега никој на нас реално е, и на вас и на мене, никој не ми кажал како да дишам. Добре, знам да дишам, ќе ти каже секој. Не знам да дишам. Некако природно ни доаѓа дека знаеме. Никој не научил како да одиме буквално. Никој не научил за вода. Никој не научил некои основни работи. Нас не изгледаат смешно. Во другите некои, да кажеме на исток, тоа е 3-4 години традиција која што се пренесува од колено на колено. И се учи? На нас никој не ни кажал за тоа што на нив никој не им кажал претходно. Да. Него едноставно се оди, што да правиме денес, кај треба испит да положиш, добро, ќе положам испит. Што сега, следен испит те чека. И некоја плитка варијанта која што се вртиме во круг и после тоа индиректно си доаѓаат овие работи што ги гледаме. Кај нас, кое што процентуално сега за сега е многу помалку него во такозваните развиени системи. И некои од тип на Соединените американски држави, значи Њујорк, значи такви системи на живот едноставно доведува до пореметување на целите организми. Современата медицина не може да постигне ни да ги номенкларира, значи не може номенклатурата да се постигне од нови ентитети као болести. Многу од тие, сите од тие си се каскадно поврзани како узрок, за сите тие посебно се тражи
магичното таблетче. Најнова генерација имаме на капки, на таблети, на сите тоа е конкретно за офталмологија. Последните 5 години е драматично зголемен раст. Ние немаме статистика, да кажеме, во Македонија конкретно. Јас немам точни бројки и тешко да се има тие тешки бројки. Значи немаме ние системи на детекција и на датирање. Меѓутоа, тенденцијата е огромна на пораст. Од друга страна, имаме тенденција за решавање на проблем со вакцини. Веќе сега и планетава е малку посвесна во смисол на тие вакцини, дека некако не баш функционираат работи, туку од друга страна имаме многу контраефекти. Во Скопје се работат некои вакцини кои што јас како во прво лице фактички немам видено некој резултат кај пациенти. Едноставно тоа кружи од година во година, усависност од тоа со каков проблем има. Значи дали со полен, дали во круга некој подобрение нема едноставно. Добри, јас мислам тука некаде предлагам да направиме една музичка пауза после која продолжуваме со разговорот во студиото. Почитувани гледачи, продолжуваме со разговорот во нашето студио. Мојот денешен гостин е доктор Томовски, специјалист по очни болести. А во првиот дел проговоривме малку повеќе за алергиите, кои верувам дека сите вас ви интересираат многу повеќе. Верувам дека во секој семејство имаме членови кои што имаат проблем со некој тип на алергија. Но ете, денеска дознавме некои работи кои навистина се интересни, невообичаени, но ете, би било убаво кога би се едуцирале малку повеќе и ние
доколку сакаме да навлеземе во нешто што се нарекува превентива, да прочитаме малку повеќе и да си посветиме малку повеќе внимание на некој здрав живот, колку е можно да си помогнеме во тој дел од нашето секојдневие. Она што е исто податок кој што навистина не плаши е зголемување на диоптријата кај дечињата, кај децата. Сега повторно нели се говори за превентива за спречување, но зошто токму кај најмладата популација се случува тој проблем? Вака се, миопија на латински или кратковидост не е болест, да кажеме као болест, туку состојба на организмот, како да ја наречеме? состојба на организмот, ја индиректно и на очите. Сега мала ретроспектива да направиме што може во кратки црти, значи Јоханес Кеплер, еден од дојањите на астрономијата, значи има запишано во своите списи пред 400 години дека видот го изгубил поради премногу читање на блиску. Како и многу други работи, точен тој податок? колку многу други работи, едноставно не се земени во предвид, не се согледани, не е обрнато внимание. И да кажеме 60-тите години, од 60-тите години па наваму, модерен став на современата медицина е дека тоа е генетички поврзано. Значи, пак доаѓаме во некои виртуелни абстрактни работи, генетика, генетски, добро. Меѓутоа, се повеќе ни е јасно дека генетиката нема баш таква поврзаност со појава на миопија на кратковидост. Ако во некои испитувања, да кажеме, кај во Кина, во Јапан, во Израел, во Америка, од 130 луѓе биле 20 со миопија 50-тите години, значи тоа е некои, ајде да кажеме 2%, 3%. Да. Сега имаме во Америка 42%. Во Кина и во Јапан имаме добри 90%. Не е, да го кажеме правилно зборчето, интересен пример, меѓутоа еден драматичен пример е градот Сеул, каде што е званичната бројка 96,5. Фрапантни податоци се тоа. Сега, не е можно 96,5% да е генетска поврзаност. Едноставно физички, математички не функционира тоа, значи не оди. Што гледаме ние во нашите, еве ја како лекар во контакт за последниве 8 години во Куманово, значи последниве 2 години имаме драматичен пораст. Ние во Македонија немаме некои статистички показатели, меѓутоа мислам дека сме на некои 25% од младата популација со миопија, и тоа со висока миопија, која што галопира. Значи тоа не сме гледале порано. Пред 10-20 години не било случај, да кажеме, да некој дете има диоптрија -7, 2015, 2016 е тоа -5. Тек така. И тоа се секојдневно, значи такви примери се повеќе и повеќе. Некои испитувања здраворазумски што се правени кај одредени популации, например во Израел, кај категорија на луѓе кои што екстремно блиско се приближуваат да читаат, не е битно што, значи таму се јавува 90%. Сега, званичната варијанта се уште ја немаме и мислам дека ќе потрае време дур бидне званичната варијанта, пак од некои разлози кои што не се поврзани со медицина, но се поврзани со профит. Најкратко кажано, значи разлог за високите миопии и за се поголемиот број
тоа е моje мислење, ќе видиме што ќе биде званичното, е употребата на мобилни телефони, таблети. Моментално збориме во последниве 2 години. Што стои во суштина? Во суштина стојат два параметра. Значи, една работа е близина, втора работа е позиција на кичмата, на работниот столб. Да. Работниот столб како централен носач на тело се е во ред. Меѓутоа е на некој начин и разводна кутија на сите кабли. Така да не е се едно дали ние ќе седиме вака или ќе седиме вака. И не е се едно дали тука ќе биде и тука ќе биде. Дистанцата. Ако се навратиме на некои моменти од пред 40 години, сите гледачи се сеќаваат како на некој начин биле брутално подсетувани во училиштата како да седат. Па ќе каже некој, еј, ме тепаа со стапа, ако идам надолу. Значи, моравме да бидеме исправени. Добро. Значи, сега тоа го немаме во системот, така да огромен број на деца е позиција ова. Значи, не се книгите криви за нашиот вид, него е крива позицијата наша. Компаративно книги, мобилен телефон во последниве 2 години нема споредба. Да. Така. Точно е дека секој што претерува со ваква ситуација, значи позиционираност на ергономија на телото, ќе има проблем со очите. Зашто? Затоа што самото око се адаптира на таа дистанца. Ако некој, како што сега се дешава да работиве, значи е 99% во пола метар дистанца. Неговото око едноставно се адаптира на таа дистанца. Еволуционно збориме, адаптивно. Значи немаме потреба ние сега на 3 километри да гледаме плен за да ловиме, пошто ловиме у драгстори, нели? Се не е спакувано. Па онда нема потреба да се замараме на 3 километри, али на 20 сантиметри ќе не е подобро. И точно дека тие луѓе со висока миопија полесно се снаоѓаат на оваа близина. И подобро гледаат него другите луѓе. Да, ама тоа е само до тука. Од друга страна се тотално нефункционални за real time life. Значи бројките во Америка сега викат 42%. Тоа што можеме да го видиме на било која варијанта и на YouTube и на интернет, значи било кој кадар од Јапан, значи колку луѓе толку научари. Да. Тие што носат контактни леки не ги знаеме, меѓутоа, значи бројките се над 90%. Превентива, паметно зборче. Значи тука веќе можеме превентивно да правиме. И што треба да правиме? Ништо не треба да правиме. Специфично. Не ни требаат магии и некои чаробни таблети. Туку едноставно пак доаѓаме до решението некако во некои прости работи кои што се врзани со нас, не се врзани со докторите. Така. И превентива тука постои во смисол на некоја развивање на свест и некоја обука е едноставно од мали носе. Прво во нашите домови, па потоа и во школите, и во градинките и така натаму. Затоа што неуспешно ги бркаме тие диоптрии. Значи било лани 1, сега е 5 добро и ќе пишеме научили, ќе се направат научили. Меѓутоа тоа иде од месец во месец. Се зголема. Точно дека превентивно може да се игра со контактни леки, во споредба со научили е неспоредливо подобро, во смисол на... Тоа сакав да ве прашам, што е подобро, лечите или очило? Леките се неспоредливо подобри во сите параметри, значи чиста физика, чиста математика, во смисол на прекрашување рефракции, во смисол на quality of life, во смисол на вид, значи со леки другачија резолуцијата, боите се сосем различити. Видното поле е многу подобро него со научите, кај што имаме само значи одреден сегмент на чиствита, околу е пак матно. И на крај во намалување на раст на диоптријата во смисол во однос на научите. Значи тоа збориме физичко, математички секако, плюс е фактот што поготово кај тинеџерите, значи до 20 годишна возраст, имаме одредена огромна политика во користење на научари. Не постои дете кој што со научари ќе излезе на журка.
Мислам, постои, ама тоа е едното со сила. Значи се носат селективно, се носат дома, надвор не се носат, значи окото има, нема. Да. И тоа е разлогот зашто повеќе расне диоптријата во однос на контактните леќи. Сега контактните леќи тоа е едно поголемите достигнувања, значи во офталмологија и се направени самите материјали од кои што се направени да луѓето не ги чувствуваат. Се носат по месец дена без да се вадат, значи тука имаме употреба во спортови, во едноставно боксери носат тоа. И е неспоредливо во однос на научари. Во смисол на цена не би рекол дека се поскапи, чак више поевтини се во зависност од тоа какви, пример сега во светот на оптиката најскапи работи се рамките. Значи брендовите, одредените букви како да пишуваат на рамките и така. Така да не е тука до парите. И леќите се апсолутно избор за период да се пројде најдобро што може до, да кажеме, 23-24 годишна возраст, каде што веќе може да се прави ласекс, екзајмер, лазерска корекција. Која што би било и е погрешно да се прави во период од 10, 15, 20 години, и тоа го гледаме во меѓувреме. Значи тие има пациенти кои што имаат правено операции, такви интервенции, а сега не се тоа операции на 18 годишна возраст, сега има 23 години, диоптријата им е вратена, а нема можност за 2 третмана, значи еден третман. Так. Затоа што толку дозволува самата таа пахиметриска вредност на корнината кај што се работи лазерот. Така. Добро. Ајде тука некаде, бидејќи навистина немаме многу време, сакам само да подспомнеме и уште нешто за очниот притисок. Нешто што се случува со нели високиот и нискиот крвен притисок, кој што сите ние го имаме таков или онако сите имаме променлив, но многу страдаат очите. Видот поточно. Очниот притисок, или како што го викаат нели докторите глауком, е исто едно од трики сабџект варијанти. Еве сега, ајде сега. Што имате вие, какви сознавања за очниот притисок? Што имате слушано во последниве 10 години? А имате слушано доста. Значи се прават некои кампањи очен притисок, очен притисок. Ништо конкретно. Ништо конкретно. Очниот притисок представува, пак чудно ќе ви звучи, една од непознати теми на докторите. На самите доктори, не на пациентите. Бројките за очниот притисок моментално се негде околу 110 милиони. На кој ниво? На ниво на планета збори. Тенденцијата исто има пораст. Значи 2030 ќе бидат 200 милиони. Ако додадеме диабетична ретинопатија која што сега е на 482 милиони, ќе збориме за пола милијарда луѓе. Со реален проблем. Сега, очен притисок, крвен притисок, некои кампањи се прават добро. Се усебо, самите лекари не го знаат проблемот со очниот притисок. Зашто? Претходно што го спомнавме, едноставно нема тенденција да се поставуваат прашања, него едноставно слепо се следат некои инструкции кои што самите гледат дека не бива работава, а сепак се иде дале. Значи, очен притисок се поврзува со превентива. Добро. Кај има превентива? Во Америка има превентива. Добро. Што се дешава таму? Има превентива, имаат сите могуќи технички еквипмент, значи услови. Меѓутоа, и покрај сето тоа, 15% од најдобро третираните случаи завршуваат со слепено. Збориме 15% од најдобро третирани во Хјустон. Тоа такво не можеме го пресликаме овдека. Така. Бројки за Македонија нормално немаме. Меѓутоа, начинот на лекување е ист и во Куманово и во Вашингтон. Збориме за етабилираниот званичен апроч. Значи тоа се 3 вида капки, 2 вида таблети. Ако тоа не бива, онда се иде на оперативно. Оперативно значи на латински
трепано трабекулектомија, што нешто нели пола ден ни треба да го изговориме. Што значи тоа? Тоа значи во најпросто кажано правење на отвор на Кумановски дупка на одреден дел на окото за да течноста излага. Што се случува? Значи природна тенденција на секој организам во природа е да било кој отвор го затвори. Да го репарира. Тоа е разлогот зашто оперативната варијанта е неуспешна и ни се појава после месец, 3, највеќе до 3 години. Држи. После што правиме пак. Меѓутоа, и покрај тоа, огромен процент на пациенти завршуваат со слепило. Збориме со најдобра варијанта на терапија. Од друга страна, да не ве замарам со номенклатури кои што медицината ги обожава, значи поделби на работите. Значи постои очен зголемен притисок, значи глауком, оштетување на нервот со зголемен очен притисок. Меѓутоа, постои и глауком со низок притисок. Значи имаме оштетување на нерв, а е низок притисок. Зашто? Да. Нормално нека никој нема да каже не знам, него ќе се обвиткуваат работиве вакви услови, онакви услови, да се прикрие немоќта. И имаме како чарја, значи истите се тие капки и во Куманово и во Вашингтон, трите вида капки кои што служат да се намали продукција на очната водичка, не да се направи дренажата. Значи пак доаѓаме до некои решавања на таkozvane последици, каде што самите узроци не ги пипаме. Не ги знаеме причинителите повторно. Постојат системи, постојат во Русија, значи конкретно за глаукомот, значи имаат решение, меѓутоа тоа е сето уште едноставно некако како да не е време да дојде во јавност. Затоа што никој не се интересира за тоа, тие некои центри во Русија што функционираат не се од вчера, значи они постојат 25 години, они се државни центри тамо. Да. Меѓутоа, некако информацијата не излага. Некако споро стига во нашите краишта. Не, оние имаат, им си имаат и сајтови, си имаат сето, а не се крие, меѓутоа нема интерес за такво нешто. Широка тема, зашто? Во секој случај, значи превентивно, дали можеме тука? Превентивно, да, можеме да го откриеме. Меѓутоа, само една мала дигресија, значи, и во глаукомот, значи и во очниот притисок, и во диабетична ретинопатија, значи тука збориме за пола милиарда луѓе на планетава. Имаме промени на очите, кај диабетичната ретинопатија, имаме промени на цело тело од диабетот, така, на ниво на крвните садови, значи кои што се попуштени. Значи терапевтски постојат одредени техники кои што служат да на пациентот не му биде полошо. Значи има разлика од тоа да биде излечен и од тоа биднало што биднало да не е полошо. да не прогресира. А тоа што е изгубено болест. 60% тоа е изгубено, значи да не биде 100. Не, тоа не може да се надокнати. Значи и кај глаукомот е истиот апроч, значи нема Оштетувањето е настанато. Што е биднало, значи више не можеме да вратиме ништо. Така. Ајде сега да правиме што можеме да не биде полошо. Од друга страна, пак резултатите не се како што сакаме да бидат. Да. И со самите терапии, што кажуваат дека нешто не штима во самиот пристап на работите. Доктор Зобовски, успеавме да ги приближиме овие теми, се надевам, на граѓаните, ако не повеќе до свеста на сите нас. Сега колку можеме ние за колку краток можеме период за ова кратко време, па да, доволно е само до површина да ги некои почепнеме за теми. да проработи свеста, за да некако многу повеќе се информираме и многу повеќе вложиме во себе, во нашиот секојдневен начин и на однесување и на храна и на како што велите и на нашето движење и на физичката активност и на погледот кон многу работи. Едноставно, доволно е само да се пробуди свеста кај луѓето за да профункционираме, да оживееме едноставно малку, да не прифаќаме се толку како
што ние скоцкано испакувани, и тоа е тоа и нема повеќе од тоа. Значи, да го прифатиме како единствена опција само таа. Значи, постојат мал милион други варијанти и опции, малку повеќе да се информираме од страна. Ова сака да ве прашам, подзабравивме одговорот на прашањето кое што ми го бараа гледачите да повикам офталмолог, очен лекар за да ни одговори, разликата помеѓу инфекција и алергијата, нели оние физички препознатливи симптоми кои се? Алергиите обично идат придружени со киевица. Значи, не е само, многу ретко е само на очи. Значи, пратено е со киевица, може да има појачена секреција од нос. Инфекциите обично идат со поголема количина на секрет. Не е тоа гној, него е така секрет кој што кај алергиите го немаме. Значи, едноставно се, што се вика, бистра солза, додека кај инфекциите и самиот надржај е појак и дали после промена на боја црвенило? Постои боја на црвенило и во таа варијанта. По самото црвенило вака оддалеку не може да го видиме. Може да го видиме по начинот, по самиот тип на црвенило, значи таа хиперемија, дали е цилиарна, дали е конјунктивална, која што може да се види на преглед. Значи вака не можеме баш да видиме спонтано што се вика на гости на улица. Да. И алергиите се третираат со антихистаминици, со кортикопрепарати, инфекциите се третираат со антибиотици, кои што во овој случај кај очните, значи немаат никакво side effect, значи тоа пошто површински се средуваат работите, нема на несакани дејства на останатите системи на телото. Така. Кортикостероидите, како кортикостероиди, ако се претераат во употреба, прават огромни side effecti. Негативни ефекти. Начин на детекција на алергиите сега во Куманово, да кажеме, најелегантен е тој рида тест што се прави јавното алерготестот, здравствен дом, уред што го викаме. Може да се направат 180 алергени, значи анализа, кој од тие пак во некоја проекција со матичниот лекар, со педиатрите, кој од тие панели да се испитува, пошто обично не може баш сите така да се испитуваат. Да. Пошто кошта, просто кажано, малце повеќе. Детекција за инфективните компоненти, нешто имаме во Куманово, значи на микробиологија во болница, као лабораториска варијанта. Одреден дел немаме, па у таа варијанта треба до Скопје да се појде за нешто кое што пак многу малци луѓе го знаат, а тоа е варијанта која што се вика хламидија трахоматис. Тоа е не е бактерија, не е вирус, тоа е некоја форма измеѓу нив. Го викаат базенски конјунктивитис, иде времето на тоа. Значи, неверојатно брзо се шири. Да, точно се случуваше и ланската година. Неверојатно брзо се шири. Немаме методи на детекција во Куманово, во Скопје има. Сега кај неа имаме па други проблеми кои што класичните антибиотици не делуваат. Затоа што не е класична бактерија, значи немаме некои елегантни методи. Па тоа ни поврзува ко употреба на малку појаки антибиотици перорално, значи сумамеди, али се до тоа во секој случај треба се направи лабораториски и микробиолошки. Да. Со бриз се детектира, од една страна алергиите се детектира со рида тест, збориме варијантите кои што ни се расположиви на нас тука. Да. А и Скопје не е или близко, така да не е некој проблем. Инфекциите кои инфекции се трансмисиони, значи од 5 члено семејство, тројца има, двајца нема, тоа зависи со нивниот имун систем. Алергиите, како алергии не се сега званично трансмисиони. Преносливи. Така да се изолирани во смисол во склоп на фамилија. Додека инфекциите, и тоа исто за последниве 2-3 години, некоја има страшна тенденција на зголемена инфективна компонента, која што ни говори од една страна дека можеби има нека промена кај самите бактерии и вируси, но од друга страна ни говори дека
има некои промени кај нас во нашиот имун систем. Така да не се бактериите јаки, туку ние биднуваме на некој начин послаби. Имуни. Добро, докторе, уште нешто сакам за крај да прашам. Еве, колку шминката е штетна за кај нас? Ете, женскиот свет кој сакаме да бидеме нашминкани, кој од една страна колку сакаме, толку и понекогаш сме обврзани преди работата, да кажеме, да сме под шминка. На што треба да внимаваме кога шминката е во праш? Па шминка во смисол е потенцијален алерген. Добро, тоа не сум јас лично приметил некои алергиски компоненти во смисол на употреба на шминка. Што имам приметено во мојата пракса и во смисол на проблематиката за блефаропластика, значи за пластичните оперативни третмани што ги правиме, можеме да видиме дека кожата на некој начин е многу повеќе уништена кај луѓе со поголема употреба на козметика, ајде, широко кажано. Са не шминка како шминка, но козметика во смисол на анти-ејдж, вакви онакви варијанти. И што имаме приметено, тоа не е правило, сигурно, тоа е индивидуална обсервација некоја, дека едноставно кожата има многу и е потенка и е со послаб квалитет. Билата 3 пати потенка е кожата околу очите од лицето. Некои податоци кои што случајно ги имам сретно. Да, водат, меѓутоа сега ние немаме некоја но самата нега, одржување на таа кожа. За самите, мислам, ние никој нема што се состојат тие креми. Што има внатре? Значи, ние просто кажано не знаеме што има. Да. Што можеме да видиме дека ефектот е контра во однос на тоа што се прикажува. И многу потешки се операциите кај тие луѓе, збориме, кои што имаат употреба, збориме со години, на одредени креми препарати, и во смисол на самиот оперативен тек, и во смисол на постооперативно, значи самото заздравување многу потешко оди. А како алергија нема некоја тенденција за пораст. Не сум приметил, наверојатно ги рафинираат. Сигурно, а веројатно и шминката, да, па шминката е нешто што во некое не е поново, него да кажеме, последните 20 на години повеќе е направена со цел да се заштити лицето од сите оние надворешни ефекти, со оглед на тоа што барем ние, жените сакаме така да веруваме. Од друга страна и нели да го постигнеме он естетскиот дел кој што го се постигнува со шминката. Добро. Тука сме пред крајот, ве задржавме малку повеќе, јас и ветив ќе ве пуштиме порано, но некако времето ни помина многу брзо. Со оглед на тоа што кога си има пријатен соговорник кој што навистина можете да научите од него, се отвораат постојано мал-мило прашања кои не ни се јасни и се повеќе навлегуваме во темата. А за крај, доктор Томовски, што да им порачаме на нашите граѓани? Како да го сочуваат видот, како да внимаваат на очите? Најпросто и нешто ургентно што треба да се прави е да едноставно не се дозволува и на некој начин да се поставуваат системите кај децата да функционираат од подалеку. Што не е лесно, значи гледаме со месеци се потребни некои навики да се скршат, да се инсталираат нови. Едноставно, значи оној пристап на мобилен таблет не е битно што значи дали самото пишување. Значи него збориме мобилниот дека екранот му е нешто екстра радиоактивен. Збориме за самата пошча, за самата позиција на телото, за самиот ребет и за очите. Значи тоа што можеме да им дадеме на децата е некако да ги научиме да функционираат тука. Не ни треба никакви средства за тоа, не ни треба никакви, да кажеме, инвестиции, збориме за некои прости работи. Нормално сега убаво би било да самите луѓе се малку заинтересираат. Има сега, значи буквално се има достап информативен, збориме, многу е разлика од пред 10 години, 20 и сега нема споредба. Значи доброто внимание малце и на некои смешни работи што ќе им се чинат. Во смисол како да дишеме, како да одиме, како да
Тоа се некои елементарни работи кои што ние мислиме дека ги знаеме, меѓутоа стварноста е да едноставно колку всушност не знаеме, нели? Кога ќе навлеземе во таа тема, кога ќе почнеме да читаме малку повеќе, кога ќе почнеме да се запознаваме со некои работи за кои сме 100% убедени дека ние знаеме се, изгледа просто. Изгледа да, многу просто, дури така ноншалантно ги, нели, гледаме на нив. Дури тогаш ќе сватиме колку сме неписмени во некои области кои на вистина не е пријатен, чувството не е пријатно кога ќе видиш, кога ќе согледаш некои работи, да. Да. Колку за некои прости работи не сме. Да. Колку не сме знаеле, не меѓутоа од друга страна па во прва фаза не е пријатно, после па да, со тек на време малку ќе се едуцираме и ќе мислим дека веќе знаеме. Почнувам гледачи, тоа беше тоа што од прилика сакавме, барем јас го замислив овој разговор така. Значи, многу теми, многу разговори, многу работи има за кои можеме да разговараме, но со оглед на тоа што времето ни е кратко, целта и ми беше да одговориме на некои прашања, да одговориме, да ве потикнеме да размислувате, да си помогнете самите на себе, бидејќи нели не џабе се нарекува, подобро да се спречи одошто да се лекува. Кога веќе ќе отидеме кај лекарот за помош, значи не очекува терапија и тоа. Значи подобро е да си помогнеме самите на себе и што е многу важно кога веќе ќе почувствуваме дека имаме проблем со видот и имаме било каков тип на промена, не само за видот, што е многу чест проблем и во поново време, барем онаа што јас го имам прочитано и видено од примерите кои се околу нас, со одредени израстоци на очите, со одредени бемки, со одредени точки, со одредени било какви промени на окото, било какви израслини, да се јавите кај вашиот лекар. Подобро е лекарот да констатира дека не е ништо, него ние самите да се донесуваме диагнози дека не ни е ништо, имаме само една бемка и тоа е секи помине. Значи, не поминува тоа тек така и не излегува тек така, нели? Се има зошто тоа се наоѓа тука, кај што не треба да се наоѓа. Нели, неприродно е на окото да имаме такви израслини. Нели? Единствено добра узбуна е лажна узбуна. Ете така, да. Но убаво е било кога лекарот би ни рекол ништо не ти е во ред. Мој денешен гостин беше доктор Маријан Томовски, специјалист по очни болести или офталмолог. Ви благодарам, докторе, што одвоивте од вашето време. Благодарам за вашето време, благодарам на сите. Поздрав до сите гледачи. Благодариме. Се надевам ќе се видиме повторно. Ќе се видиме повторно и малку подробно да ги обработуваме темите кои што ви интересираат. Така, сигурно. Почитувани гледачи, доколку не успеевте да го следите денешното издание, репризното издание оди утре во попладнените часови со почеток од 15 часот и 10 минути, а по репризното издание можете нашата емисија да ја побарате на YouTube каналот на утринска програма Нов ден ка телевизија. До тогаш имате убав и пријатен ден.